Добро утро, следите утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме за деловната клима во време на избори. Што очекува бизнис заедницата од изборите и зошто не годува поради прогласувањето на два неработни дена за гласање на првиот круг од претседателските и на вториот круг од претседателските и парламентарни избори и кои се очекувањата од идната влада. Во студиото ни доаѓа претседателот на Сојузот на стопански комори Трајан Ангеловски. Меѓутоа, прво зборуваме за нашата не до крај зрела и честопати би рекол на патерици демократија и во таа функција уште една алатка како помош за отчетност, транспарентност, за рационално трошење на јавните пари. Во студиото ни доаѓа Искра Белчева-Ристовска од Центарот за управување со промени. Господи Ристовска, добро утро, добро дојдовте во студиото. Добро утро, благодарам за поканата. Како што спомнав во најавата, Центарот за управување со промени почна многу важен проект што треба да и помогне на нашава демократија и во таа смисла вие воспоставивте уште една алатка за која ќе зборуваме подоцна, една интернет платформа, веб платформа која треба да ни овозможи да ги следиме прво ветувањата на политичките партии, а потоа и она што ќе го реализира идната влада. Токму така, благодарам за можноста да ја представиме платформата која току-што ја отворивме за јавноста. Инаку е дел од проектот преосмислување на управувањето, кој Центарот за управување со промени го спроведува со поддршка на британската амбасада. Целиот проект и од кој, да речеме, напорите кои ги вложуваме во однос на поддршка на демократијата и унапредување на демократските процеси кај нас, предвидува преосмислување комплетно на системот на планирање и координација на политиките кај нас. Ние би сакале и веќе работиме година и нешто на овој процес да направиме комплетна реформа во координацијата на политиките при нивното планирање, но и потоа при реализацијата на политиките, зашто изготвивме комплетен модел кој содржи правни акти, кој содржи институционална поставеност, која сега ќе ја понудиме на новата влада од кога ќе биде формирана. Овој проект практично предвидува зајакнување на координацијата во центарот на влада, односно неколку институции кои се клучни за креирањето на добри политики за граѓаните. Предвидува понатаму политиките да бидат креирани комплетно врз основа на докази, значи не паушално, не само врз основа на политичките ветувања кои многу често немаат допирна точка со вистинските потреби на граѓаните и предвидува се разбира по транспарентно следење понатаму на реализацијата на политиките. Која е позадината? Што е причината за овој проект? Со години не до крај транспарентното и отчетно трошење на јавните пари, како што кажа во најавата, веројатно. Треба да ја поддржи одговорност и отчетноста на политичките субјекти, особено оние кои ја имаат власта во моментот. Поентата е дека ние гледаме дека многу често се ветуваат одредени работи во време на предизборниот период, потоа дел од нив се губат во текот на креирањето на програмата за работа на влада, а уште повеќе од нив во текот на реализацијата, бидејќи никој не ги следи, нема притисок од страна на граѓаните или другите, не ја сметаме толку агендата за битна, туку, да речеме, има дневни политички приоритети кои од една страна, значи ги окупираат институциите со активности, од друга страна ги влечат државните средства. Значи ова би требало да воведе малку поголема предвидливост по однос на трошењето на средствата за реализација на овие политики кои се ставени во некаква програма и кои треба да бидат предвидливи за граѓаните, но и внатре за администрацијата. Имате ли истражување некој или впечаток врз база на кој оценувате дека во Македонија е созреана демократијата до ниво дека гласачот гласа по видување на политичката програма на одредена партија или се уште гласаме традиционално, по навика, по семејство, по идеологија можеби? Да, истражувањата не само наши, туку и на поширока на граѓанскиот сектор кај нас покажува дека многу малку од граѓаните реално ги читаат програмите на политичките субјекти. Тие предвидуваат одредени работи, но многу често и ние сега тоа го видовме и на овие избори, дека содржат многу декларативни изјави кои така треба да ветат некаква утопија, некаква држава на мед и млеко за граѓаните, но од друга страна се повеќе и мислам дека од тука треба да ги пофалиме политичките субјекти, зреат во однос на тоа дека треба да ни дадат конкретни ветувања со конкретно мерливи резултати кои после тоа и сами рековте ние предвидуваме да ги следиме во текот на проектот. Но она што сега го гледаме е дека да, навистина има посемено традиционално убедување и така натаму уште пред да излезат програмите, граѓаните се веќе определени од прилика, од таму и овие сите анкети кои се прават кај нас се горе-долу индикативни за тоа што ќе се случи, уште пред да излезат со ветувањата на партиите. И сега седна Центарот за управување со промени, ги пролиста програмите на политичките партии и ги ставивте на еден куп на веб платформата одговорнавлада.мк.
Одговор на влада.мк треба токму има за цел да ги привлече граѓаните што повеќе ги прочитаат програмите на политичките партии и коалиции. Пуштене во петокот. Да, има отворена посети е веќе. Да, и тоа големе сообраќајот веќе на големе платформата. Да, заради тоа што мислам дека по прв пат граѓаните имаат шанса да ги видат сублимирано некако и систематизирано ветувањето. Она што ние го направивме е врз основа на нашите претходни истражувања, кај што видовме кои области се најинтересни, односно граѓаните се најзаинтересирани да добијат информации за нив. Ги извадивме 11 области и може да ја отворите сега. Да, сега ние ќе направиме еден брз прелет низ страницата. Значи, за сите почитувани гледачи кои не следите и кои би сакале во детали да се запознаете со политичките со програмите на политичките партии и коалиции, ќе може да ја посетите веб страницата, односно веб платформата одговорнавлада.мк. Еве, јас и мојата гостинка сега ќе направиме една куса презентација на оваа платформа како тоа изгледа. Меѓу другите цели, особено ни е намера да ја привлечеме помладата генерација, односно оние кои сега за прв пат, втор пат гласаат, и заради тоа одевме на вакви совршени визуелни, да речеме, решенија, нешто што е 3D анимација која се движи, нели, која е интересна за граѓаните. Ова се 11 области кои ние ги дефиниравме како најважни за граѓаните. Почнуваме од дигитализација, односно дигитална трансформација на општеството. Значи овде нема само дигитализација на јавните институции, туку напротив сите напори за дигитализација на општеството. Подоцна во текот на разговорот ќе може да влеземе во некој од нив. Еве, сега сме добро управување, рековте 11 се вкупно. Значи второ економија 3, енергетика, здравство, земјоделство, инфраструктура, образование, правда, пристапување кон ЕУ и политички систем и труд и социјална заштита. Зошто токму овие 11 области ги селектиравте? Претходно кога работевме на некои истражувања за тоа, за транспарентноста на јавните институции, ги прашавме граѓаните кои области се најбитни за нив да добиваат тековно информации. Од тука ги издвоивме овие области за кои ги извадивме индикаторите кои се мерливи и, да речеме, поконкретни од програмите на политичките партии. Оваа платформа за сите оние кои сакаат да ја посетат, и ги поканувам гледачите да влезат и да прочитаат, за да се информираат, повторно ќе ви кажам, на еден сублимиран начин и кај што можат да ги споредат практично ветувањата. Ги двои, односно ги вади индикаторите од 5 главни политички субјекти, политички коалиции и политички партии. Ние се одлучивме овој пат да ги издвоиме само најголемите, оние кои се застапени во моментот, во претходниот, односно парламентарните партии. Да, парламентарните партии, оние кои беа дел од парламентарниот состав. Ајде да видиме тоа како изгледа, например, во пракса кога станува збор за областа дигитализација. Еве, како што рековте, малце така, дигитално. Да, анимациите би требало да го задржат, нели, вниманието на... Еве ги отстрана ги гледаме. Коалиција Вреди, Политичка партија Левица, Коалиција Европски фронт, Коалиција Твоја Македонија и Коалиција за Европска иднина. И сега, за сите овие партии и коалиции ги имате што ветуваат во областа на дигитализација? Да, во оваа одредена област. Например, ако отворите, да речеме, кај оваа коалиција, ние се обидовме да ги направиме во неколку области, повторно за да бидат попрегледни, и ако сакате, да речеме, ова е еден од главните проблеми, за тоа дури и кога се усовршени системите или кога ќе се направат во јавниот сектор некакви дигитални услуги, еден од големите проблеми е дека не достигаат ИКТ вештини и кај вработените во администрацијата, но и надвор кај населението пошироко. И од тука ги извадивме овие неколку ветувања кои граѓаните можат, да речеме, да ги видат како приоритет на оваа коалиција. Од друга страна, кога ќе отворите, да речеме, во било кој друг дел, да речеме, овде нема посебна, но тоа не значи дека внатре нема неколку индикатори кои се однесуваат на градење на капацитети за IT. Но од овде ќе гледате приоритетите на партијата во однос на секоја област. Да речеме, заради тоа некои од нив се осврнуваат, да речеме, само на јавниот сектор, некои повеќе велат дека за граѓаните треба да се направи нешто, и така е во сите овие области. Овие
подобласти, да речеме, во секоја од областите не се еднакви кај сите политички партии, бидејќи ние сакавме автентично да ги пренесеме ветувањата како што се дадени во нивните политички програми. И веројатно како што рековте, главниот предизвик беше да се нотираат оние делови од политичките партии кои се лесно мерливи, бидејќи има на пример како што и сама кажавте доста флоскули кога се пишува политичка програма, нешто што не може да се измери. Држава на мед и млеко. И тоа сите го ветуваат. Сега овде станува збор за најчесто конкретни ветувања кои можеби по 2 години да бидат ставени како програма на идната влада, да речеме, и тие да бидат мерливи, односно да ги држиме за збор како граѓански сектор и ние како медиуми. Тоа ни е најважно, заради тоа што од една страна моравме да ги едуцираме граѓаните дека треба да бараме сите од институциите да ни дадат нешто мерливо, нешто конкретно, не само да ни ветуваат некаква утопија, туку напротив, ние сите да се едуцираме дека нели политичките субјекти имаат обврска нам да ни дадат некаква конкретна програма за тоа како ќе направат развој во сите овие одредени области. Од друга страна, сите ние, нели, медиуми, граѓански сектор, па и граѓаните ако се заинтересирани, тогаш ќе биде поголем притисокот врз институциите тие навистина да испорачаат. Една од целите на проектот е практично да се држи фокусот на резултатите кои се предвидени, бидејќи не секогаш ќе постојат ситуации како ковид криза, енергетска криза и така натаму. Точно, каде што ќе треба да се реалоцираат средства, но овие се некои работи за кои ние мора да ги држиме отчетни од почетокот на влегувањето на власт. Например, коалицијата Влем, каде што сме сега, односно вреди, ветува воведување целосно онлайн услуги. Не е даден рок за оваа мерка. Не, ова е левица. Ова е коалицијата. Ова е левица. Да. Еве дигитално општество, например, ги оделе. И да видиме сите оние што се заинтересирани повеќе за дигитализацијата можат да видат сега дека коалицијата вреди вели повеќе средства од државниот буџет. Не до крај мерлива. Така е, но може да видиме ако има, ние можеме да измериме колку средства ќе бидат алоцирани во следните години. Некои од политичките програми се уште поконкретни. Тие велат зголемување за 10-15% на алокацијата од државните средства во оваа област или конкретно за фонд за дигитализација и така натаму. Сега има одредени работи кои се и граѓаните ќе видат дека се приоритет на сите политички субјекти, како например агенција за дигитализација. Таа се појавува ке скоро сите од политичките партии, но тоа е јасно заради тоа што приоритетите се веќе дефинирани. И сега бевме кај левица, ми падна во очи една од воведување целосно онлайн услуги. Да, ова е малку помалку мерливо, но ние сакавме да го ставиме за да се види дека тие ќе работат на, да речеме, унапредување на услугите за граѓаните. Така. Да, некои од нив се многу поконкретни, да речеме еве ги мобилни апликации за многобројни услуги. Така, сега овде во десниот агол горе има 2 квадратчиња во жолта боја предизборна програма и моментална состојба. Дадено е дел од политичките ветување на партиите и моменталната состојба каква е во државата, за да и тоа требаше да го ставите како појдовна точка, веројатно. Како појдовна точка, но најмногу за граѓаните да научат дека сите овие политики треба да бидат креирани врз основа на некакви докази. Дека мора да има податоци за после тоа политиките да бидат реално корисни, да речеме, за граѓаните. И тоа сакаме повторно овдека да им го представиме, дека ако сакаат да ја видат моменталната состојба, да речеме овде има какви се мерењата на ИКТ вештините на нашето население од страна на европските институции, Евробарометарот дава податоци и така натаму, за да видат како ние лошо котираме и зошто тоа треба да биде приоритет во државата, ние ги ставивме овие податоци и Центарот за управување со промени ги обработи сите 11 области кои се тука. Значи, ова се треба да биде дел од еден систем на користење на податоци, кои понатаму ќе ги користиме и при мерењето на реализацијата на политиките. Ова ни е особено важно заради тоа што институциите мора да се навикнат дека веќе нема да работат така паушално само, туку напротив дека секој треба да биде поддржано со докази. Апсолутно. Пред да продолжиме малку и во другите области да дзирнеме, би сакал, спомнавте дека ова е проект финансиран од британската влада, поддржан преку британската амбасада во Скопје и реализиран ваша е реализацијата. Имавте ли при тоа средби со политичките чинители, со политичките партии, со домашните авторитети овде, со граѓанскиот сектор, со медиумите? Каков е одзивот, барем до сега? Што велат оние кои се засегнати и оние кои имаат можност со уште една алатка да следат што ветуваат и што прават политичарите?
Претходно се среќававме за да може да видиме дали постои прво вакво нешто, дали можеби некој друг во граѓанскиот сектор ќе работи и дали има потреба кај граѓаните. И се покажа дека апсолутно има потреба. Повторно ќе ви кажам, особено заради тоа што кај нас традиционално мала е излезноста на изборите и ние би сакале да ги поттикнеме граѓаните тие да се вклучат во политичкиот живот. Она што е многу битно е дека ние имаме секако повеќе алатки достапни, например, не знам, петиции на граѓаните и така натаму, но малку се користат кај нас. Од тука подобро да ги, не знам, поттикнеме сите што сакаат, еве да се охрабрат да ги прочитаат програмите, да видат дека се ова се однесува на нив, дека ова се однесува на секојдневието на граѓаните, дека не треба да останат дома, туку напротив да излезат на избори. На овој начин можеби малку поинформирана одлука да донесат. Ова е платформа која им овозможува тие да ги споредат практично поедноставно дел од политичките програми. Каков е одзивот меѓу политичките партии? Дали тие се расположени за ова што го правите вие? Да, немаше никаков отпор, особено заради тоа што ќе видите тука има да речеме кај дел од политичките субјекти ставивме само еден дисклеймер дека оваа програма не е објавена, туку беше доставена до нас. Тоа покажува сепак волја за соработка од страна на политичките партии. Тие беа многу отворени во однос на тоа, барем со оние со кои се видовме, не со сите, беа отворени за соработка и мислам дека сите тие излегуваат со некаква програма, се трудат да ги придобијат гласовите на... Меѓутоа што не е објавена, веројатно немаат мотив да ја презентираат пред своите гласачи. Била презентирана на повеќе средби со граѓаните и тоа одредени делови, така бевме информирани од страна на политичките партии. Тие сепак извадија некаква програма, таа била дистрибуирана и во печатена форма, рекоа, на одредени состаноци со граѓаните, презентирана повторно во одредени делови, но еве во моментов, барем кога ги вадевме податоците, не беше извадена на сајтот. Добро, спомнавме 11 вкупно области, оние кои се најатрактивни и најинтересни за граѓаните, односно онаму каде што има можност од најголеми злоупотреби или најмногу непочитување на дадените ветувања пред изборите, бидејќи едно се зборува пред избори, друго се прави после избори. И сега, освен дигитализација, може ли да поминеме низ некои други што се поатрактивни области, например здравството е доста интересно или економијата, како вовед, ајде економијата на крај да оставиме, бидејќи после ќе по разговорот со вас ќе зборувам со претседателот на Сојузот на стопански комори па да ги видам нивните очекувања. Еве на пример здравство или каде би можеле да нешто што е поинтересно за... Апсолутно, информациите во однос на здравство се секој пат еден од приоритетите за граѓаните и тие тука бараат да се информираат многу. Ова е дел од ветувањата на оваа политичка опција, да речеме. И овие да речеме инвестиции во здравствената инфраструктура се среќаваат кај скоро сите политички опции. Вие може да видите дека секаде се предвидуваат изградби, не знам, реконструкции на болници, клинички центри. Клиничкиот центар исто така, но многу е битно дека сите овие инвестиции во инфраструктура се големи и треба политичките партии повторно да ја носат одговорноста на тоа што од ова е лесно, односно можно да се реализира во нивниот мандат. Се гледаме дека одредени политички програми кои содржат многу големи инвестиции. Дел од нив, мислам, и во различни области содржат дури и регулаторни реформи кои ќе бидат потешко да бидат донесени, дали со двотретински мнозинства и така натаму, така што ова би требало повторно да ги подучи и граѓаните, но и да ги подсети институциите дека имаат одговорности, реални работи да ни ветуваат и да предвидуваат. Убаво е да бидат амбициозни, но мора да бидат реални во однос на тоа нели што е остварливо понатаму. Во секој случај одговорна влада ги следи и реализацијата на сите ветувања. Колку се реални, ќе видиме. Ќе биде проблематично. Ќе видиме. Многу е важно да се каже дека оваа платформа во следната фаза ќе ги следи повторно овие ветувања, визави она што ќе влезе како коалициски договор во програмата за работа на влада, бидејќи тек ни предстои период на доделување мандат и креирање на влада, кај нас традиционално е коалициска, и после тоа кога ќе биде донесена програмата на влада, која досега и не е формализирана како мандатна програма на влада. Знаете, кај нас мандатарот ја изложува во собрание и после тоа дел од овие работи не влегуваат во годишните програми за работа на влада. Како ќе биде тоа следење, бидејќи овде се коалиции и партии. Потоа тие ќе се соединат во некоја идна влада и таму ќе се прави нова владина програма, која нема да кореспондира можеби и да ги опфати сите овие предизборни ветувања. Секогаш мора да постои простор за
за вакви промени, заради тоа што демократијата тоа го налага, сепак граѓаните Мора ги бираат. компромиси да се прават. Апсолутно, ама и граѓаните ги бираат овие политички опции, тие после тоа некои работи ќе ги договорат да останат како приоритети, некои не. Но во моментот кога ќе влезат како програма за работа на владата, ние ќе продолжиме да ги следиме вака, ќе ги ставиме повторно на платформата и сите граѓани ќе можат да гледаат редовен приказ на степенот на реализација на политиките. Одговор на влада.мк ќе ја стави владината програма, потоа и ќе ја следи во чекор нивната реализација. Во сите овие области, потоа граѓаните ќе може да гледаат докаде е реализацијата на одреден временски период, веројатно на 3 месеци, ние тоа ќе го представуваме по формирањето на владата. Но ова би требало да биде пример и за некаква алатка на владата понатаму. Владата треба проактивно нам да ни ги прикажува овие податоци. Ние сакаме да воведеме култура на вакво следење врз основа на индикатори кои ќе бидат јасни за граѓаните, но тоа да го прават институциите самите. Ние можеме да го правиме од надвор, но сепак податоците ги имаат институциите, тие ги имаат најверодостоен приказ. И давате идеја на едната влада да си направи своја веб платформа? Да, и ние тоа го предлагаме. Одговор Па не мора да биде одговор на влада, треба да биде на влада.мк. Добро. Но ќе биде дел од нашиот предлог за целосната реформа на системот на координација на политики. Апсолутно следење врз основа на некакви мерливи индикатори кои ќе бидат базирани на податоци кои ги имаат институциите. Бидејќи институциите, односно носителите на функции се избрани и платени за да го прават токму тоа. И да работат за граѓаните. Тоа подразбира демократија. Сега рековме економијата ќе оставиме на крај како вовед во мојот за разговорот со мојот следен гостин, председателот на Сојузот на стопански комори. Да поминеме уште во, не знам, некои од поатрактивните образование, на пример, секогаш актуелно, што ветуваат да дзирнеме блиц политичките партии и коалиции во сферата на образованието. Во образованието традиционално се предвидени мерки и активности и резултати за сите степени на образование. Еве да речеме во оваа коалицијска програма може да видите дека повторно има ревизии на учебниците и тоа модернизирани форми на учебници. Ова беше нешто што и претходната влада бесплатна едукативна да го екскурзија ми падна во очи. Да, овие се некои од активностите кои ќе ги сретнете и кај другите. Тие се, да речеме, не само лесно мерливи, туку тие се некои конкретни секојдневни работи кои им се потребни на граѓаните, бидејќи дел од нашето население и нема многу средства за да ги плати екскурзиите кои се организирани. Но да речеме има учениците од основно и средно образование ќе имаат печатани учебници и дигитални и интерактивни. Ова е, претпоставувам, реакција на тоа дека претходно кога имаше обид за воведување на дигитални учебници, нели се види дека сепак мора да има опција и за печатени. А сега поминуваат неколку учебни години без секакви учебници, полни со грешки учебници, така е, но овој пат да видиме дали навистина ќе биде испорачено ветувањето. Еве да речеме овдека е многу поконкретно, вели учебник за секој ученик. Така што нов стар не е прецизирано, меѓутоа учебник. Овде не е, но еве ќе ги држиме одговорни кои да се следните што ќе влезат во владата, барем за тоа дека ќе имаме учебници за децата. Понатаму вели дека ќе има дополнителен дигитализиран наставен материјал, што значи дека овде е малку изменето ветувањето од она целосно дигитализирани учебници, но сепак се оди на некаква модернизација на учебниците и тоа е добро заради тоа што барем гледаме дека светските тенденции се пресликани кај нас во програмите на политичките субјекти. Како медиуми и вие како граѓански сектор веројатно сме свесни сите дека многу проблеми ќе имаме и кога ќе го отвориме поглавието животна средина во преговорите со Европската унија еден ден. Дали во следниот период ќе најдете време, место и енергија да се споредат ветувањата? Има ли воопшто ветување во политичките програмите на политичките партии, бидејќи сте навлегле во детали, во однос на животната средина? Што ветуваат? Животната средина ние ја опфативме во делот на инфраструктура. Има многу ветувања кои се однесуваат на градба на инфраструктура во животна средина, значи пречистителни станици, нели она за атмосферски канализации и така натаму, така што дел од овие ветувања може веќе да се најдат на платформата. Претпоставувам дека да, бидејќи тоа ќе биде еден од големите приоритети, и таму ќе има многу реформи за следната влада, дека да, и тоа ќе може да најде место овде како можеби уште една продлабочена област или подобласт во инфраструктура. Сепак средствата кои се доделуваат се однесуваат на инфраструктурата
животна средина. Така, а рековте дека како демократија зрееме барем во однос на тоа, на понудата на политичките ветувања од во секои наредни избори. По чиј пример се случува ова одговор на влада.мк? Има некој таков пример во опкружувањето или е чист наш изум? Наша иновација е сега? Апсолутно нема, заради тоа што повторно дојдовме на оваа идеја, заради тоа што ова се автентични потреби на Македонија. Да. Апсолутно ни треба да ги привлечеме дел од граѓаните кои не излегуваат на избори, повторно да се охрабрат, да ги прочитаат и да видат дека овие работи се однесуваат на областа во која работат, на секојдневието нивно, на образованието на нивните деца и да се информираат, да ги споредат во најмала рака и да одлучат да излезат на избори. И не е само тоа, туку повторно да ја градиме културата и кај граѓаните за тоа да правиме притисок утре да ни ги испорачаат овие резултати кои ни ги ветуваат. А од друга страна, во развиените демократии секаде има поголема транспарентност во однос на реализацијата на политиките. Ево, овој проект се подпира најмногу на британските искуства. Таму дури имале многу јака централна координација. Постоела единица за испорака на резултати при кабинетот на премиерот во неколку мандати на различни премиери во Велика Британија. Оно што е важно е дека кај нив се иновира и таа единица во меѓувреме е трансформирана во многу различни, но се уште може ако отворите на било кој од нивните министерства, нивните департаменти, да видите вакво транспарентно следење на реализацијата на политиките. И тоа конкретно со таргети, со целни вредности поставени за крајот на мандатот, за средината на мандатот и ќе видите како тие известуваат до граѓаните тековно до каде е реализацијата. Значи инструментот отчетност и отчет да се зајакне и да заземе се почесто и по поголемо место во нашава демократија. Базирано на британското искуство, како што рековте. Нашиот проект се базира на британското искуство, бидејќи таму видовме многу успешни приказни, но тоа не значи дека нема и во другите држави. Секаде е транспарентноста на повисоко ниво, бидејќи практично ако сакате и да се покажете како успешна влада, и во ваша корист е да ги прикажете успесите и реализацијата на политиките. Значи, единствено нема да објави оној што нема што да објави или пак нема притисок да објавува и тогаш може да се тера, тогаш се разбира дека нема да има ни толку транспарентност во трошење на јавните финансии, ниту пак ќе има во однос на реализацијата на ветувањата. Надеждите пред секои избори се зголемени, барем кај гласачите. Очекуваме од идната влада, без разлика кој да ја формира, да биде поотчетна, потранспарентна и еве како што велите вие, институциите сами да се мотивираат и на некој начин да создадат вакви алатки да не мора да бидат под притисок на медиумите и граѓанскиот сектор. Проектот е со ограничен рок на траење за жал. Што по завршувањето на проектот, ако институциите сами не најдат за сходно или не најдат сила или не најдат политичка волја и мотив да го направат тоа како одговор на влада.мк? Ние ќе продолжиме да ги следиме, се разбира, заради тоа што мислам дека градењето на капацитетите кај граѓаните значи дека и тие ќе го прават својот притисок и тие ќе придонесат за ваквото следење. Но ние би сакале кога ќе го понудиме целиот пакет, да речеме ова што ви реков, на подготвени акти, на комплетен систем на следење, да биде прифатен од следната влада, која е и таа повторно ќе ви кажам би требало да го свати ова како алатка во нејзина корист. Да стане ваш партнер во реализацијата. Апсолутно. И тоа е и целта на овие проекти. Не е ова целта ние да ги следиме од надвор, туку напротив да го реформираме системот. Мислам на крајот на криштата ние сме сите прво граѓани овде и ние сите би требале да имаме корист од ваква транспарентност. Граѓани гласачи, така, политички битија. Билче Ористовска, ве молам уште на крај да поминеме низ економијата на брзина како увертира во разговорот со председателот на Сојузот на стопански комори кој следува по вас. Да речеме во областа економија, она што го забележавме е дека нели сите прво даваат целни вредности по однос на макроекономските индикатори и вие ќе ги видите тука. Се разликуваат во проценти растот на брутот домашниот производ во наредните 3 години, ама ситно и Се разликуваат. Меѓу 3 и 5 варираат, или како? Да, но сепак се врз основа на некакви, предпоставувам, нивни предпоставки и пресметки направени, со тоа што ние во моментална состојба го даваме и растот на бруто домашниот производ во последниве неколку години. Од друга страна може да ги видите нивните ветувања во однос на растот на инвестициите, и тоа бруто инвестиции, странски инвестиции и така натаму, и тие варираат, што значи дека и тука може да ја видите понудата од
политичките партии и коалиции во однос на тоа каква политика ќе тира, дали повеќе ќе има субвенции за домашни инвестиции или за странски инвестиции, тоа го видовме кај претходните влади како различна политика која даде различни резултати. Да. Што е со оние најгорливи, најпроблематични, најмногу што ги боли луѓето од бизнис заедницата, од деловната заедница, предвидливоста, неменувањето на даноците преку ноќ, даночната политика, борбата со сивата економија, она што се оценува како најкритично низ годините. Да, реформата на јавната администрација за која сте вие експерт исто така. Реформата на јавната администрација е горе-долу веќе отприлика дефинирана како ќе се движи, бидејќи ги имаме и патоказите со Европската унија воспоставени веќе и таму веќе има некакви чекори кои мора владата да ги преземе, но еве да речеме во однос на даночната политика, да, навистина има разлика. Секаде има разлики во однос на прогресивен или рамен данок. Овде јасно е кажано создавање предвидливи даноци, но и задржување на рамниот данок. Ако одите кај политичката партија Левица, таму има прогресивен данок веднаш ветено. Така што повторно ќе кажам, ова би требало да му служи и на приватниот сектор. Тој кога ќе се осврне на овие ветувања, утре да речеме кога ќе влезе во преговори со владата во однос на тоа што ќе остане во програмата, ќе треба да знае кои се нивните стартни точки. Искра Белчева-Ристовска, Центар за управување со промени. Ви благодарам многу за гостувањето и за оваа детална презентација на новата алатка за развој за стимулирање на демократијата во земја. Ви благодарам и вам. Се надам дека ќе се видиме повторно кога ќе почнеме да ги следиме реализацијата на политиките и програмата за работа. Во секој случај, идната влада кога ќе стартува, ќе ве очекуваме во студиото со презентација на тоа како изгледа владината програма и како ќе ја следиме неа ние како медиуми и вие како граѓански сектор. Ви благодарам.